Ова е сторија за тоа како правосудството во Македонија 16 години влече по судови човек кој 2 пати го платил сопствениот имот и повторно не може да располага со него. Случајот веројатно ќе треба да се запише во учебниците по право, за секој еден правник да знае како не треба да се изживувате со граѓаните. Ергил Рахми, за вас имаше неколку новинарски истории, Да. Неколку мои колеги работеа на вашиот случај. Да. Еве, имате се уште проблем, се уште не е решен вашиот проблем. Може ли на кратко да ни објасните за што станува збор, каков проблем имате вие? Ние како ипотекарен жирант на градежна компанија направивме една услуга. 11 рати се платит, 3 рати не се уплатува. И банка побаруваат од нас да уплатиме парите. Прво, ние одиме со извршителката, зборуваме, доаѓат, уплатуваме 20.000 евра. 2 рати. Прв ред, втор ред. Јас сум втор ред ипотекарен жирант. И 20.000 евра уплатуваме, значи сите останува 4.000 евра на резерва, на други рати. Не вика извршителката нас во канцеларија. Се договориме со извршителката во канцеларија, ни напишува чек, еве изволте, тука е чекот. За 6 рати, цела купната сума беше 49.000 евра. Камати, затезни камати, банкарска провизија, извршителски услуги 56.000 евра. За 6 рати ние уплатуваме цела купната сума. Затоа, како доказ можам да ви кажам потврда од банка. Еве, изволте потврдата, Унибанка, немаме никаков долг. После 9 месеци, доаѓа извршителката со овај папир и ни вика тука полиција, извршителката да се иселиме. Зашто, реков? Ние немаме долг, еве, реков, потврда од банка имаме, никаков долг не поседуваме. Јас сум продал имотот. Кому си продал имотот? Како се осмели имотот? Врз основа на што си продал имотот? Твои пари седат во посебна сметка, ја имам 2 сметки. А банка, вештакот покажува дека раскрижил ратите. Дека ги раскрижил 2 рати. Кој го купил имотот? Арјан Рамадани. И, еве, баш тука, седаат, полицајците надвор, седаат. Еве сега реше ќе го барам ја Арјана. Не го сакам имотот, ги сакам парите. Значи Арјан Рамадани тебе ти вика имотот ќе ти го вратам. На извршителката му вика. Ја прашувам извршителката, тука разбрав која фиктивна лажна продажба сторила. Ние не знаеме. Значи вака да разјасниме се. Да. Значи вие сте хипотекарен жирант. Да. Тој што го земал кредитот не ги плаќал ратите. Уплативме. Вие како жиранти го подмирувате неговиот долг. Цела купната сума. Банката ви дава на вас потврда дека вие имате платено, немате долг. Немам долг. Кај извршителката го носите тој документ дека немате долг. Добро. И сега откако вие сте платиле све, после 9 месеци. После 9 месеци иде тука. Извршителката го запленува вашиот имот и го продава на Арјан Рамадани. И на основа на што извршителката го прави? Еве, со умисла сте организирале еден вреден имот бесправно сред центар да земат. Само заради тие што не гледаат да објасним имотот се наоѓа во строгиот центар на Гостивар. Да, 2 локала имам и мене да ме иселат за 65.000 евра. Значи, само да кажам, имотот се наоѓа во строгиот центар на Гостивар, една од најатрактивните локации во Гостивар. Да, во Гостивар и да ме иселат мене на било кој начин, само власт, за неа не постои закон, диктаторски, бандитски, дојде. Добро. Не го сакам имотот, ги сакам парите, така е? Да. Добро.
Одиме кај извршителката. Извршителката напишува признаница, изволте. Напишува уплатница, еве изволте каде е уплатницата. Да. Доаѓа Рамадани Ајтен, Рамадани Аријан, Рамадани Кемал, Рамадани Вјоца, први комши тропаат на врата и ми даваат картичката. Тој се сложи да ги зема парите и кај извршителката, и со сведоци, и дадовме. Но Давате пари за да си го откупите вашиот имот. мојот имот пак го купувам ни крив ни должен. Добро. И пуштам парите. Еве само да ви докажам една сметка како напишува Весна Јакимовска. Само да се увери. Дали е негов рекол? Да. Сите, парите се по купо-продажба. Така е, тука се сиде пари. Да, го купувам пак имотот. Да. Добро. Наместо да даваат имотот, 10 месеци нема нигде. Година дена. Ги барам, иселени сад, побегнати од измами. Кога еден случајно кажува, имотот ти е во Стопанска банка. Заложиле. Подигнале кредит. Наместо да ми даваат имотниот лист, тие заложиле во Стопанска банка, подигнале кредит. Од Стопанска банка се префрлиле во друга банка, во Евростандард банка. Ги имаш ти сите документи? Ја со докази зборувам. Меѓутоа, ја одам, пријавувам во полиција. Полиција пуши кривична пријава. Прво одам кај јавниот обвинител Амет Амети. После јавниот обвинител ме прашаат во истражни судија кај Елеса Алију. Од Елеса Алију доаѓам кај јавниот обвинител, подигнува обвинителен акт за измама. Како пуштил полиција? 15 години не малтретира. Кој? Јавниот обвинител Амет Амети. Судивката го осуди. Во твоја корист го осуди Рамадани. Аријан Рамадани. Година дена за минимална затворска казна. А имотот не ти го вратили уште? Овие наместо мене да ми даваат имотот, заложиле во Стопанска банка, од Стопанска банка, Евростандард банка. Сега можеш да замислиш, трети пат доаѓа извршување, ни крив, ни должен, Господ да чува. Диктаторка. Што те извршуваат? Аријан Рамадани го заложиле имотниот лист во сега доаѓа извршување, не ги уплатиле. Еве и тоа имам две докази. Со докази зборувам. Ги замрзна и мојот имот и од Ајтен Рамадани во Скопје. Ги замрзна имотот и сега ние десетчина породица седиме ни на небо, ни на земја. Што вика судот? Судот е сега, како почина тој, ама најголема вина кај јавниот обвинител, 15 години, новинарите сватија за 15 минути, ова е 15 години. Кога дојде со скинати ципели дојде. Земајки мито, сега гради на син му, гради во Маврово вила. Извршителка, види колку имот има. Се жали до Основен суд, Апелацијални суд, Совет на јавни обвинители, сегде бе. Но јавниот обвинител, како да му е од татко му канцеларијата, тако диктаторски, бандитски се понашува, тоа чудо. А ние десетчина, 3 пати од жена ми му прсна чирот. 3 пати од жена ми прсна чирот, за мало ќе починеше. Дојди ти ни крив, ни должен. Ако има пресуда за измама, Да. за обвинетиот, тој починал во меѓувреме. Да. Ама таа кривична постапка мора да продолжи. За Сега, да ти го вратат имот. сега одиме на имотни правни односи. Добро. И судијата побара посмртница. И да продолжи предметот. Добро, сега. Што очекувате ви од што очекувате? Па јас сум го купил, еве, 2 пати сум го купил. Мојот имот, сега што да правам ја? Што да правам, кажи?
Што, ова е, јас сум ги напишал овие. Не, ова е извод од банка. Па тоа, све докази, све чекој. Сите работи, ни криви, ни должни, 15-16 години. Што ви викаат од судот? Во судот дрема. Еве, сега да видиме овај судија, имотни правни односи, што ќе прави? Што заклучок ќе донесе? А до сега како се одвиваше? До сега не малтретираше тој невидено. Невидено. Можеш да замислиш, ја одам во суд, а тој извршителката имаше канцеларија до судот, тој со неа пие кафе, а ние 10-члена породица. Обвинителот Амет Амети пие кафе со извршителката Весна Јакимовска. А кој би бил интересот на Весна Јакимовска вака да постапува? Па еден бреден имот, 650.000 евра да продават за 65.000 евра. И да ме иселат. И да останат пола зграда нивна. Да, има некаков интерес во ова да... Па она види колку имот има сторено. Види колку имат. Бесправно. Оплечка цел Гостивар, исели граѓаните. Невидена, ја немам видено вакво, само власти. Немам слушнато во ние, 3 режима сум живеал, ама овај режим, овај бандитски, невидено. Со джипови оди Дубај на одмори, а ние тука по болници. А знаеш колку души починаа? Еден другар мој, ти понудуваш, пример, 120.000 евра, таа на вработената продава за 60.000 евра. Граѓанин сум, сведок сум на овие работи. Моментално семејството на Ергил веќе 16 години буквално е малтретирано од правосудниот систем. Имотот кој е платен 2 пати не е во нивна сопственост, иако судот во прв степен одлучил во нивна корист. Сепак апелација го враќа предметот пошто постапката прекинува поради смрт на обвинетиот. ОЈ одбива да го прошири обвинението, а семејството се уште ја бара правдата, овој пат во граѓанска постапка. Следното рочиште во граѓанскиот суд во Гостивар е во јули и оштетените се надеваат дека после 16 години конечно правдата ќе излезе на виделина.